Купувањето стар леп по пониска цена станува секојдневие. Граѓаните пред се заради финансиската ситуација одлучуваат да купат вчерашен леп и наместо по нормални 30 до 35 денари, за него да издвојат 15 до 20 денари. Велат некој го купува за конзумирање, други го земаат за нивните домашни животни, бидејќи стандардот и високите цени не дозволуваат постојано да се купува денешен леп. Дел од граѓаните пак велат дома месат, бидејќи им е поисплатливо лебот е повкусен. Јас месам си машинка, не купувам. А има народ што купуват, има некои што нема. Како не се главна причина. Тоа е најбитно, да се гледат цените. Секој сака поевтино да се купи. Има коне. Ојде само кај Леопард горе ќе видите. У сабота колку сакаш. Поевтине негде дават 15 динара. Кој го зима за стока, кој за кучиња, кој за това. Ако е нешто тазе, па може ќе го земи дома, ќе стави во фрижидер и се е можно. А може да купуват луѓето. А па ја верувам дека ги јадат и постарите што им остане, ути не се фрла, се е скапо. Дека се бара лебот од вчера, согласни си пекарите. Велат најчесто се купува заради економската ситуација, а тој леб е поевтин, но од друга страна велат има и некои кои го купуваат и конзумираат заради здравствени причини. Секојдневно малтене ние, имаме стални муштерии кои го конзумираат лебот од вчера. Тој е добар за конзумирање, некои од здравствени причини, некои од економски причини. Тој леб го продаваме по пониска цена од 20 денари, така да ние сме задоволни и муштеријата се задоволни, бидејќи со тоа нивната економска моќ е најверојатно намалена и успеваат да дојдат до поевтин леб. Вчерашен леб се продава речиси во сите пекари во Штип, па граѓаните велат ако остане секојдневно може да купуваат леб по пониска цена.